Добро утро и во наредните 10 минути разговараме со Филип Додевски. Филип Додевски кој што изминатиот викенд на лично поле имаше еден успешен, интересен викенд, меѓутоа за тоа како бил задоволен и во надпреварувањето во Бугарија, всушност е теквондо спортист. Добро утро. Добро утро. Филип, овој изминатиот викенд беше од особено значење за тебе во Бугарија, бронза. Овој куп во Бугарија претпоставувам дека не се надпреваруваш за прв пат во него. Да, се надпреваруваме многу години, сите заедно цел тим. Може би веќе неколку години од кога ги еден турнирот. Што значи дека собирање за поени за Олимписките игри. За соглед на тоа, само да и предочиме на јавноста за каков турнир се работи, над 1000 надпреварувачи од различни држави, меѓу кои медалисти од европските, од светските првенства. Каква беше организацијата и од каде се имаше учесници? Па потоа ќе зборуваме за твоите надпревари. Организацијата беше врвна. Со самото тоа што се пријавуваат по толку надпреварувачи, кажува нели дека организацијата е многу добра и дека сите сакаат да надпреварувачи имаше од целиот свет буквално, од сите држави. И без разлика на ситуацијата нели што е со вирусот, тоа не ги спречи да се пријават над 1000 надпреварувачи. Така, и твоите борби генерално беа против конкуренти од Балканот, иако едниот од нив е со бронзен медал од светското првенство во сениорско надпреварување, во сениорска конкуренција. Колку беа тешки овие надпревари? Прво против србинот Вања Мичиќ, а потоа и против Иван Шапина од Хрватска. Првата борба против Вања Мичиќ, со него се борам веќе трет пат, затоа што сме иста категорија и преку годините си имаме борано. И сме 2-1 за мене сега, што го победив. И овој пат не 3-1, извинете. Добро беше, супер беше борбата на почеток, додека да се осети све од надпреварот и дека многу време не сме имале надпревари. Ми беше малце тешко, но после кога веќе го фатив чувството, беше полесно и само решив да терам. А втората борба со Иван Шапина, кој е актуелно трето место на светското првенство во Манчестер за сениори, во мојата категорија до минус 87 килограми, беше борбата што ја се чекав таму и што ја мислам многу време, затоа што он е многу силен надпреварувач. И беше стварно супер борба и многу ми е мило што го победив. Го победив на златен поен. Тоа значи дека 20-20 бевме целата борба и на крај плюс една бонус рунда, кој ќе земе поен, тој победува. И на крај доаѓаш против шпанецот Даниел Рос Гомес. Ова е со него прва борба или? Да, со него прва борба. И кога ќе ги земам во предвид сите тројца надпреварувачи, дали за секој различно течат подготовките? Дали бидејќи претпоставувам со тимот ги скаутирате, ги знаете, ги анализирате нивните потези Да. И секоја борба е различна? Да, за секоја борба е различна, затоа што сите борци имаат своји стилови, на некој стил прилега, некој не, и така мора да се припремаме во однос на тоа да ни одговараат нивните стилови. И да може да се носиме со нив и да ги победиме. Филип, овдека е Сашо Ордановски исто во студиото, ти не ме гледаш, ама ние те гледаме и така. Ќе те прашам после за тетоважата, пошто јас имам неколку такви како тебе по дома, кои што се со разни боречки спортови и кои ќе ми се појават со тетоважа, нормално сум последниот што дознава. Ама прво ме интересира што е разликата меѓу теквондо и овие другиве боречки спортови, бидејќи овие се у џиу-џицу, некои се по карате, некои се, што е разликата во теквондо? Теквондо е фул контактен корејски боречки спорт, нели потекнува од Кореја. И разликата е во тоа што носиме заштитна опрема, во која исто од неа доаѓаат поените. Имаме оклоп и кацика, кои се електронски, и на нозете имаме електронски чорапи, така ги викаме ние, што значи дека ако ќе удриме доволно силно во оклопот или кациката, излегува поен.
Така е, значи полесно е за следење. А сега да те прашам за тетоважата. Бидејќи гледам дека си бил и во Кореја, Филип. Гледам дека и Бил, да. Како мислам Изворно учел. да се работи веројатно само за спорт, туку се работи за цела култура околу спортот. Како го доживуваш тоа? Да. Па, тоа ми е мене култура која што ја пратам од мал. Можеби и за тоа се запишав на овој спорт на 9 години. А во Кореја бев во 2017 година исто со мојот тим и со дечките од клубот и со тренерите. Бевме на светско првенство, на светско сениорско првенство во Кореја. Така, сега Филип, кога ќе ги сумираш надпреварите против Мичич, против Шапина и против Гомес, што влечиш како поука и што е следно, бидејќи велиш дека во изминатиот период немавте многу надпревари, корона пандемијата секако дека ги има закочено турнирите. Што е оно што ти следи после овој турнир во Бугарија? Па, поука најмногу ќе извлечам од последната борба, затоа што направив неколку грешки, како тоа што добив удар во глава последните секунди каде што јас водев, и ќе гледам тоа да го средам и да веќе да не се случи никогаш. Следно ни е, сега треба да имаме неколку припреми, затоа што наредниот месец ни предстои официјално европско првенство, исто ќе се одржи во Бугарија. А после само еден месец ни следат квалификациите за Токио. Исто ќе се одржат и тие во Бугарија. Како имате ли протоколи, Филип, за сите тие подготовки, бидејќи пандемија некако расте, кај вас во спортот воведувате построги мерки или се опуштате? Па, имаме мерки, затоа што прво се спремаме како репрезентација, нема многу луѓе, и ги почитуваме мерките. Мислам, во многу голема сала сме. Добро. Па, со Филип разговорот секогаш може да трае, нели, уште подолго со оглед на неговите надпревари, секако и турнирите. Не ми ја објасни тетоважата, Филип. Што е таа тетоважа која... Па изгледа нешто многу лично му е. Добро, да, ако е лично, прескокни го одговорот. Ама ако е врзано со спортот, баш ме интересира. Не, тетоважата е јапонскиот храм Тоџи, што се наоѓа во Киото. И лично ми е мене ги сакам тие работи, азиската култура и се. И сакам да имам нешто на мене што ќе ме потсека и што ќе ме мотивира уште поише за да отидам во Токио, нели пак во Јапонија, тука е се. А и сте ги виделе, нели, дека имаат храмови вакви во Јапонија. Има ли крај ова теквондо дисциплината или се тренира додека самиот не кажеш крај? Па, сега да ви кажам, има неколку, може и повеќе актуелни борци што се едни од подобрите на планетава, кај нас во теквондо што имаат по 30 години, што се сега во пикот, што се можеби најсилни од што биле некогаш. Пошто нели искуство имаат собирано од веќе 20 години некој од нив. А и јас сметам дека и силата тогаш им е иста, дури и на некој поголема дека се постари. Значи, пред тебе се најцутните години всушност за надпреварување. Да, така мислам. Филип, ти благодариме за ова вклучување во брифинг. Секако се слушаме повторно во некоја наредна прилика. Ви благодарам на вас.